Што си го сакаш овој Тималиот, но? Што си го сакаш овој Тималиот? Што ме гледаш, бе? Што ме гледаш? И Трајанче, разбира. Што ме гледаш? Дај ми очи кога ти зборим, што ме гледаш? Што си го сакаш овој Тималиот? Не бе, не, ја, ништо. Што бе, пиштол? О, Афрем, тоа пиштол да не дека шикари, бе. О, пиштоли, бе, Што пиштол? Не бе, не, ја, жими мајка. Што мајка ти? Немој да го мешаш мајка ти, слушаш, немој да го мешаш мајка ти. Слушајте вамо сите, ало, ео. И ти Србин, ти слушај, ти Србин, посебно слушај вамо, ти Македонац, ало. Сите слушајте. Ако ви сметамо, може слободно си одите, хај си ту пичку материно. Генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз Оливер Спасовски. Теовел еменке путе першенге, вел еменке путе першенге, Биџуко машкар џијаненгоро, ек машкар џиероменгоро, Саво, Обиџуко, тенге, ек, пасте, саe минур тенге, менгоро тап, Валипе керена, амаре ангуни бас, гаја, машкар џиененгоро, акава модели, екеске, аритем, фундаменти, етикумија, менгоро тап, Обиџуко, тенге, Обиџуко, ероменгоро. Слушајте се, момент. Ме бараат од калето. Да. Да, во моментов снимам емисија. Да, ќе ви се јавам после. Ајде, Ангелче. Ајде, чао, Ангелче. Да, Ангела, после ќе се јавам. Да, порно глумец сум исто така. Да, па може, не е проблем да се видиме, може и да се договориме. Аха, добро, не е проблем, пријатно. Од калето нешто ме бара. Ешо, сака некој мои услуги, порно глумец. Кај застанавме? Да. Значи, чукнете си ја малку тиквата и прашајте се. Државата, тоа е тој. Ова на сите треба да ни е јасно. Таа че е ставен тука само за спотер како премиер. Така е бе, и ни ја нудевме цела рака овие 20 години, а тие ни ја одгризаа главата. Замислете, сега ДУИ со СДСМ сакаат да го казнуваат секој од нас што негативно ќе се изрази за нив. И во затвор ќе оди дури. Абе, Енвер Хоџи и Тодор Живков да не ве праеле, бе, ало, тоа ви е желба? Дај бе, кажете чија идеја е предлог законот кривично да гоните секој што ќе каже негативен збор за вас? Дај открите му идентитет да знаеме кој е мега имбецилот во вашите редови. Толку сте исплашени што мисли народот за вас, а? Епа треба да бидете. Оти ништо добро не направивте за 5 години владење. Компир, тиква, нула. Само пустош оставивте зад вас. Библиска наезда на скакулци ќе направи помалку штета од вас, бе. И сега за овие мои настапи ќе ме гоните ретроградно или од донесување на законот па натаму? А? Колку од нас планирате да поапсите првиот ден? Каков резил сте, бе. Абе, ќурка кога ве води и не ме чуди, бе, мисири едни. Маричич, ти добар си, а? Како велиш ти? Шо има ние да се мешаме кога е загрозено нашето малцинство во Бугарија? Па тоа не е граѓански, така? Епа Путин не е дилајла ко тебе, бе. Јави се на преглед са бајлека лекар. Лек нема да најде за тебе, ама барем диагноза се надевам ке ти постави. Готови сте на наредните избори. Ве чека дебакал поголем од локалните. Пренесете му го ова на ќурка, да не га и никаква надеж. Вие сте минато свршено за оваа земја и никогаш повеќе власт нема да добиете. Никогаш, ви тврдам, отврдо да не станете. Биџуко машкар џијаненгоро, ек машкар џиероменгоро, Саво, овел еменке путе першенге, вел еменке путе першенге.
Република Македонија, УЧК ги води општините во Република Македонија. Значи, команданти кои што војувале во 2001 година, денеска ја водат Република. Големата слика е редефинирање на државата, баш така како што кажа пред изборите во декември. Досега се искристализираа 6 точки на тоа редефинирање. 6 јасни точки на редефинирање на државата. Првата и најважна и она за која што најмногу ги донесоа како марионетска власт е промена на името, на уставното име и на идентитетот на македонскиот народ. Втората точка е овој штетен договор со Бугарија за кој пред малку ви зборував. Третата точка е двојазичноста на цела територија со неуставен закон кој знаа дека е неуставен многу турка. Четвртата точка е намерата да населат огромен број на мигранти од Азија и од Африка во Македонија и да им дадат државјанства за нивно трајно живење тука во Македонија. Ово ще си збореле меѓу нив дека ќе ги направиле и нивни гласачи. Петата точка е зголемувањето на даноците, што допава ќе јури граѓаните по джеп. И шестата точка е редефинирање на бракот. Да не е бракот заедница меѓу маж и жена, туку да се легализираат хомосексуалните бракови и да им се овозможи посвојување деца. Овото повлекување му помогнал Црниот Орел, кој го заштитил максимално со своите предавници уфрлени кај лавот. Зајакот го заменил еден гиздав египетски безкрзнен мачор, кој дотогаш му служил. Црниот Орел видел можност со тоа повторно да владее со шумата, иако бројот на орлите бил за 5 пати помал од бројот на другите животни. Лавот почнал да се организира за последната битка со зајакот, кој се криел во дупката на мачорот. Дури неколку црни орли му се придружиле на лавот, не можејќи повеќе да ја трпат власта на зајакот. Белиот орел гледал од озгора и размислувал на која страна да застане. Сепак орлите се орли, па макар и црни. На равночение, кога ќе тркне еден зајак да рекетира со 3 евра, дури и белоглавиот орел гледа дека се отиде во